Ајде, добро утро. Сато е 6. Температурава е фантастична, некои си 16-17 степени, што значи дека и денеска ќе биде многу жешко. Вчера стасав во место се вика Апта, Унгарија, на некои си 50-60 км од Виена. Се сместив овдека. Не е нешто посебно, меѓутоа реално не ми ни треба ништо освен чисти чаршави и крп. Да ви ја покажам мапата. Значи вчера тргнавме од Прилеп, преку Скопје, Куманово влеговме во Србија, направивме мала пауза во Белград, преку Суботица влеговме во Унгарија и преку Будимпешта еве сме негде од прилика овдека во ова местово, па од прилика 15-20 км од местово Гјор. Планот за денеска е преку Словачка, Чешка, прво застанување да ни биде во Лајпциг и после да стасаме до Магдебург. Не гледам никој овде да чека. Епа вака изгледа граница без граница. Граница без полиција. Дека во Словачка за мотори винетката е бесплатна, односно не се купува винетка, а во Унгарија ја платив некои си 13 евра за еден месец. Иначе не ни забележав како влеговме во Чешка. Толку се суптилни тие границите. Сега овдека е некој автопат се прави. Гужви премногу. Али ко че си со мотор и еве толку беше. Еве дечки на обиколницата кај Прага. Гужва има премногу. Интересен вајб има Прага. Штета што немам време, еве што се дешава. Штета што немам време да се задржам во Прага.
меѓутоа ќе има прилика некогаш секако. Нема викенд, сите шета некаде. Искрено не го очекував ова овдека. Имаме уште некои 250 километри за возење до првата поголема пауза за денеска. Односно, одиме во Лајпциг. Еве не последна пауза пред да стасам во Лајпциг. Шо е ова овде гужви? Толку е ефтино горивото за разлика од сигурно е голема разликата во горивото. Конечно наполнив гориво. Многу гужва на ова бензиска е последна во Чешка. И овие германци се тотално луди. Застанува на пумпата, си полни гориво, си влегува после внатре, колата си стои на пумпата, тој си седи, си пија кафе, назад се реда редици за коли за да полна гориво, око не му трепнува, али тоа е тоа. И еве, туку така сме во Германија. Нема граница, нема полиција, нема ништо. Дури чудно. Да. Официјално Германија. Сепак има контрола. Сепак има контрола. Не е очекувано, ама... Мислам, не е очекувано. Мислев дека ќе биде точно на границата, а не по 5 километри од границата. Интересно. Thank you. Ете така. Ова беше интересно. Значи, сегде со мотор на било која граница си привилегиран. Значи, дали побрзо ќе победиш, ќе се испикаш или вака воопшто нема да те запра, само оди, тоа е тоа. Во Германија ако ќе се поправа автопат, тоест ова ќе се прави наново. Значи цел асфалт, не знам, сигурно 15-20 сантими се вади, само видите колку кај се камења. Се вади и се клава скроз нов. Ова до сега го немам видено, вака е со километри вака. Еве. Лудо. После вајле овдека ги дроба тие камењата и ги права во, не знам, ваква ситна песок или како и да се вика. Лудо. Еве ме, дечки, некаде пред Лајпциг, вајле во позадина се гледа некоја кула.
Иначе воопшто не ми беше планирано да дојдам во Лајпциг. Меѓутоа вчера ми се јави еден другар, тоест Алек и Јане, да ме поздрава и да праша дали конечно тргнав на патувањето, пошто ова е авантура што ја планирам и зборувам веќе 3 години. И уствари вчера свативме дека ја ќе поминам во Лајпциг, а тие живе во Лајпциг. И одлучив да застанам во Лајпциг, да се видам со нив, ете може малце и да прошетам. Зато никогаш не резервирам ствари унапред, ради тоа што никош не знаеш кај ќе те довни ветро или нараторот од озгора што ти спрема. Да. Авај, кај сте, човек? Ајде, добре дојде. Велкомен. Накрцан. Велкомен? Како викне овие вас тогаш кога ви Ја очекував. Ама нема сека, сонце е све. Овде не? Стај го и тука. А зашо прво не си стовариш? Стовари. Ајде идеме на морето. Тојте 10 дена беше убаво времето. После тоа цело време врне или нешто. Ми се расипа се. Во зона кој пија пиво, човече. Не можам, значи. Прејако. Пази само не те соберат. Германија е најрандом држава, така многу рандом ствари се спиѓуваат, онака се као out of nowhere. Како на пример рок. Смешно ми е. Дали некад си замислуваше дека на одмор ќе дојдеш на плажа Германија? Не. Па во Лајпциг па иче. Да, ама нема, тоа ти е глобално за А иначе езерово е кога Прилепско езеро да си дош. Да. Nothing special. Не, Прилеп има езеро, тоа... Да бе го видовме, зимата. Ама 2 езера има. А, има поиче така. Да, мерменото. Ете и Топидна. Се видов со другарите, го дзирнавме малце Лајпциг, бевме на плажа. Сега продолжуваме на финалната дестинација за денеска, негде близко околу Магдебург. И да одморам, па утре свајле продолжуваме на Кајданска. Иначе овие автопативе многу амбиентални за возење со овие ветернициве. Али како воза германциве, луди се значи. Ти возиш 130, 140, шива некој покрај тебе со 250. И од што носи ветар, онака дури те зашеметува.
Иначе еве во Магдебург. Последна дестинација за денеска. Сега одам кај другар ми Джоко. Кај него останувам вечерва. Супер ден. Екстра ми се погоди времето. Дури и неочекувано дека ќе биде толку топло и жешко. Одам. Го слушам мотора, вика. Авај, кај си, човек? Шо има? Арно, одивам паркинг, се тука да го ставиме. Само че биде, камери си оси опремен, Ами? нема заебанција. Нема заебанци. Убаво брат, денеска мислев дека ќе биде само автопат лево десно, дека ништо нема да видам. Арно шо појдов во Лајпциг. Искрено ти кажам. Арно. Биев на езеро некаде бе. А? И то знаеш колку добри пријатели? Брат, ептен што се дружиме. Блиски, а? Ја брат појма немав дека се во Лајпциг. Кај сте Германија? Добро, Германија сте. Добро, дојде. Кај си бе батица бе? Еј, веруваш. Од кога викаш само дојди, Ами дојди, ти дојди, викам. дојди. Еве некаде пред Хамбург. Има многу гужва. Иначе моторот беше паднат, не знам како. На това нема да падне така. Ти човек, знаеш како се тресеше? Ај, добре дојдовте во Данска. Добре дојдовте во Данска, меѓутоа со тресење